This is PEI. This is a favor the given order to design this product for the Apollo. За да се побери нели претходната машина Почитувани собственици на Техспорт, господин Отмар Шнајдер и господја Никол Хајнемен. Почитуван градоначалник на општина Илинден, господин Жика Стојановски. Почитувани представници од Австриската амбасада и Австриската стопанска комора. Дами и господа, представници на медиумите, драги гости. Дозволете ми најнапред да се заблагодарам на собственикот и менеджментот на компанијата Техспорт за можноста да бидам дел од овој свечен настан на отворање на новата фабрика во рамките на своите инвестициски активности. Техспорт е компанија со австрийски капитал, одамна етаблирана на македонскиот, но и на светскиот пазар, со богато искуство во производство на заштитна облека за противпожарна заштита. Новиот погон на Техспорт не само што ќе значи отворање на нови и добро платени работни места за граѓаните од регионот на Скопје и населбата Илинден, односно општината Илинден, туку истовремено ќе овозможи и пристап до современа технологија, напредни знаења и вештини кои како и богати менаџерски искуства. Задоволството е уште поголемо ако се знае дека станува збор за компанија која минатата година потпиша договор за финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој владата на Република Северна Македонија го креираше со цел преку транспарентни постапки и јавно достапни критериуми да ги поддржи и стимулира стопанските субјекти од реалниот сектор во реализирање на новите инвестициски проекти и на тој начин да ги постави темелите на долгорочен и стабилен економски развој. Оваа инвестиција е доказ за стимулативноста на владините економски политики, за реалните економски ефекти кои ги испорачува спроведувањето на Законот за финансиска поддршка на инвестициите како дел од владиниот план за економски раст. Во оваа прилика сакам да ја нагласам посветеноста на владата на Република Северна Македонија во создавање на силна економија и подеднаква шанса за сите со конкретна финансиска поддршка на компаниите за технолошки развој, за капитални инвестиции, за јакнување на конкурентноста и креирање на нови и добро платени работни места. Во новиот погон на компанијата, кој денеска свечено се пушта во употреба и во кој се вложени над 3 милиони евра финансиски средства, веќе работат 230 вработени. Но бизнес идеите на Техспорт не застануваат овде. Во развојните планови на компанијата се проектира отворање на дополнителни 140 работни места, кое што само потврдува дека оваа компанија го препознава атрактивното деловно обкружување и стимулативниот амбиент за реализација на долгорочни инвестициски проекти. Новата инвестиција на Техспорт е во духот и на одличните економски односи кои ги имаме со Австрија, земја значаен економски партнер на Република Северна Македонија и силен поддржувач на нашите евроинтегративни процеси, земја од која во периодот од 1997 до 2017 година се реализирани над 636,7 милиони евра директни инвестиции и се етаблира како држава од која доаѓаат најголем број на странски директни инвестиции. Работењето на Техспорт, нивните вложувања во развојот на компанијата и успешното работење ветуваат инвестиции и понатамошно унапредување на економската соработка помеѓу двете земји. Почитувани, не постои подобар пример од денешниот
за тоа дека Законот за финансиска поддршка на инвестициите не е само празно слово на хартијата, туку реалност во која владата на Република Северна Македонија силно е фокусирана на поддршка за конкретни инвестициски проекти во реалната економија, во индустриализацијата и проширувањето на производствените капацитети на компаниите, независно дали се домашни или странски. Воедначениот пристап на владата во поддршката на инвестициите и посветениот раст на економијата, бруто домашниот производ го постави на стабилни и одржливи основи со нагорен тренд на раст. Го раздвиживме стопанството. Бруто домашниот производ во првиот квартал од оваа година забележа рекорден раст од 4,1%, што е процентуално највисок квартален раст од 2017 година, со значајни позитивни резултати во сите клучни гранки кои учествуваат во него. Градежништвото порасна за над 7%, земјоделството со над 13%, преработувачката индустрија за над 3,5%, а бруто инвестициите во првиот квартал забележија раст од скоро околу 10%. Економските успеси се верификуваат и од страна на меѓународните институции, така што во извештајот на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој ја нотира Северна Македонија како регионален лидер со раст од 260% на странски инвестиции во 2018 година. FDI Markets, специјален сервис на Financial Times, го потврдува позитивниот тренд во делот на директните инвестиции. Гринфилд инвестиции во период од јуни 2018 мај 2019 пораснале за 200%. Владата на Република Северна Македонија е партнер на бизнисот. Преку партнерскиот и отворениот однос со стопанството го променивме и Законот за финансиска поддршка на инвестициите оваа година со цел овие позитивни трендови во економијата да ги зајакнеме и подигнеме на уште повисоко ниво. Со законските измени се зголеми опфатот на компаниите кои може да аплицираат за финансиска поддршка на инвестициите и се поедноставија административните процедури за аплицирање на овие мерки. Се ослободи економскиот потенцијал кој лежи во IT секторот, секундарното земјоделско производство, како и кај компаниите кои се занимаваат со трговија, а имаат отпочнато продуктивни инвестиции, односно производство во 2018 година. Со овие измени дополнително ќе се стимулира и градежните компании кои имаат производна компонента во своето работење, односно ќе бидат поддржани за набавка на машини и опрема. На овој начин, економската динамика во земјава, пред се во делот на производството, ќе добие дополнителен импулс кој ќе значи обезбедување на одржлив раст на економијата, на подолг рок и повисок и поквалитетен животен стандард на граѓаните. На крајот, сакам да ги охрабрам и повикам стопанствениците да го следат примерот на Техспорт и да ги искористат можностите кои ги дава Законот за финансиска поддршка на инвестициите, да не се воздржуваат од реализација на своите предприемачки идеи и бизнис планови. А јас, како член на владата и министер за странски инвестиции, заедно со мојот кабинет, отворени сме за целосна институционална поддршка во развивањето и реализацијата на вашите инвестициски проекти. Уште еднаш ви посакувам успешно работење и многу деловни успеси на иднина. И на вас како сопственици, како менаџери, но и вработените без кои не може да има успех. Ви благодарам. Sehr geehrte Frau Minister Zorica Apostolska, geehrte Regierungsvertreter, без ресор задолжена за странски инвестиции, госпоѓа Зорица Апостолска, почитувани представници на владата, sehr geehrter Bürgermeister Stojanovski-Sika, почитуван градоначалник господин Стојановски Жика, sehr geehrter stellvertretender Direktor der Zollverwaltung, Herrn Zlatko Vetrovski, почитуван заменик директор на Царинска управа, господин Златко und die Петеровски, sehr geehrte Wirtschaftsdelegierte der österreichischen Außenwirtschaft, Frau Erika Thömann-Brenner. и почитуван деловен делегат на австриската надворешна трговија, госпоѓата Ерика Теоман Бренер. Liebe Freunde und Mitarbeiter von Techsport,
Драги пријатели и вработени на Техспорт. Meine Tochter Nicole Heinemann, Frau Nadica Mirczewska als Betriebsleitung und ich freuen uns, Sie heute ganz besonders, Sie hier in unserem neuen Produktionsbetrieb in Linden begrüßen zu dürfen. Мојата ќерка, госпоѓата Никол Хајнеман, госпоѓа Надица Мирчевска како управител и јас денес особено се радуваме дека можеме да ве поздравиме овде во нашиот нов производствен погон во Илинден. Viele unserer heutigen Gäste waren auch schon 2015 bei der Eröffnung unseres Produktionsbetriebs in Vinica dabei. Dies macht mich sehr stolz und zeigt mir, dass wir in diesem, Ihrem Land, wunderschönen Land, viele Freunde gefunden haben. Многу наши денешни гости беа веќе во 2015 година присутни на отварањето на нашиот производствен погон во Виница. Тоа ме прави многу горд и ми кажува дека ние во оваа ваша прекрасна земја најдовме многу пријатели. Mittlerweile bin ich bereits seit 1997 in Nordmazedonien beruflich tätig und ich habe es bis heute keinen Tag bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Damals wie heute war es die richtige Entscheidung, hier zu investieren und hier zu arbeiten. Во меѓувреме јас веќе од 1997 година работам во Северна Македонија и до ден денес ниту еден ден не зажалив што ја донесов оваа одлука. Тогаш, како и денес, беше правилна одлука овде да се инвестира и работи. Viele Hände haben zum Gelingen dieses Neubaus beigetragen. Die Gemeinde Ilinden, vertreten durch den Herrn Bürgermeister Stojanovski-Sika. Многу раце придонесоа за успехот на овој нов погон. Општина Илинден, застапувана од господин градоначалник Стојановски Жика, Den Architekten Dancho Jovanovski, архитектот господин Данчо Јовановски, die Firma Wadergrad als Generalbauunternehmen, фирмата Вардар Градба како генерален изведувач, die Firma Electrolab für die elektronischen Anlagen, фирмата Electrolab за електротехничката опрема, die Firma ICS Group für die Klimatisierung des gesamten Gebäudes, фирмата ICS Group за климатизацијата на целокупниот објект, die Firma KMG Elo Quasar, verantwortlich für die Photovoltaikanlage, фирмата KMG EOL Quasar, одговорна за фотоволтаичната опрема, und die EVN Mazedonien, die auch unsere österreichischen Wurzeln etwas sehr positiv beeinflusst hat. Ева на Македонија, која не снабдува со потребната енергија. Die ausführenden Firmen haben die beauftragten Arbeiten mit viel Umsicht und unter Beachtung meiner hohen qualitativen Anforderungen immer zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Фирмите изведувачи на рачаните работи со многу внимание во согласност со моите високи барања за квалитет секогаш ги исполнуваа во целост. Mit diesem neuen Produktionsgebäude können wir unsere bisherigen Produktionskapazitäten, die wir in Skopje hatten, nahezu verdoppeln. Es steht uns nun mehr als 5000 Quadratmeter Produktion und Lager zur Verfügung. Mit einer Bauzeit von 14 Monaten haben wir den gesamten Zeitplan exakt eingehalten. Со овој нов производствен погон ние можевме досегашниот производствен капацитет кој го имавме во Скопје да го удвоиме. Сега имаме на располагање повеќе од 5000 метри квадратни за производство и магазин. Со време на изградба од 14 месеци, поставениот план точно го реализиравме. Diese Termintreue ist dem Generalbauunternehmen zu verdanken und im Besonderen dem Bauleiter, der für das Projekt verantwortlich war. Herr Georgiev hat keine Mühen gescheut, meine Anforderungen, auch wenn sie manchmal sehr kompliziert waren, schnellstmöglich und zu meiner vollsten Zufriedenheit umzusetzen. Er hat genau verstanden, was ich haben will und daher gebührt ihm mein besonderer Dank. Реализираниот план се должи благодарение на генералниот изведувач и особено на раководителот на проектот кој беше одговорен за проектот. Господин Георгиев вложи голем труд. Моите барања, дури и ако тие беа понекогаш многу комплицирани, што е можно најбрзо и на мое целосно задоволство да ги исполнат. Тој точно разбра што сакам јас и затоа ја заслужува мојата посебна благодарност. Die Betriebsleitung meiner Betriebe hier in Nordmazedonien hat mir viele Sorgen abgenommen. Und ich war mir immer sicher, dass meine Ideen
speziell wenn ich nicht anwesend war, verwirklicht wurden. Dafür möchte ich mich bei ihr herzlich bedanken. Управителот на моите фирми овде во Северна Македонија презема многу од моите грижи и јас секогаш бев сигурен дека моите идеи, посебно кога јас не бев тука присутен, дека ќе бидат остварени. Затоа сакам да изразам посебна благодарност. Wie Sie an der Architektur und der Bauausführung des Produktionsgebäudes sehen, habe ich versucht, meine Firmenphilosophie auch in diesem Projekt umzusetzen. Das Wohlbefinden und ein schönes Arbeitsumfeld für meine Mitarbeiter ist mir ein besonderes Anliegen. Da motivierte Mitarbeiter den Grundstein für eine gute Firmenentwicklung darstellen. Qualität beginnt lange, bevor das fertige Teil beim Kunden, vom Kunden gekauft wird und verwendet wird. Како што се гледа од архитектурата и изведбата на градбата на производствениот погон, јас се обидов мојата филозофија на компанијата и кај овој погон да ја имплементирам. Благосостојбата и убавата работна околина за моите вработени се многу важни за мене, бидејќи мотивираните вработени се основа за добар развој на компанијата. Квалитетот започнува долго пред готовиот производ да го купи и употреби купецот. Die Investitionen sollen allen Betrachtern zeigen, dass meine Arbeit hier in Nordmazedonien nicht gelenkt ist von einem kurzfristigen Nutzen günstiger Produktionskosten, sondern eine Investition in eine langfristige Zukunft von Texport und all seinen Mitarbeitern in Nordmazedonien, Bulgarien und auch in Salzburg darstellt. Инвестицијата треба да им покаже на сите дека мојата работа овде во Северна Македонија не е водена од краткорочното користење на ниските трошоци за производство, туку е инвестиција од долгорочната иднина на Texport и сите нејзини вработени во Северна Македонија, Бугарија и Салцбург. Mit diesem Neubau können wir unser Wachstum in Nordmazedonien sicherstellen. Es sind in Ilinden derzeit 232 Mitarbeiter beschäftigt. Nun sind wir vorbereitet, zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen. Daher bitte ich Sie, alle Ihnen Ihre Bekannten und Freunde mitzuteilen, dass wir hier in Ilinden, in dem schönen Produktionsbetrieb hier, noch ca. 140 Mitarbeiter einstellen wollen. Ein Schulungsprogramm für nicht gelernte Mitarbeiter wurde vorbereitet und wir beginnen bereits mit dem ersten Einschulungskurs Anfang September. Со овој нов погон можеме да го обезбедиме нашиот раст во Северна Македонија. Во моментов во Илинден имаме вработено 232 работника. Сега сме подготвени да изградиме дополнителен производствен капацитет. Затоа ве замолувам да им кажете на сите ваши познаници и пријатели дека ние тука во Илинден во овој прекрасен производствен погон сакаме да вработиме уште околу 140 работника. Подготвена е програма за обука на необучени вработени и веќе го започнуваме првиот курс во септември. Das Investitionsvolumen betrug ca. 180 Millionen Denar. Ich möchte dabei auch gerne erwähnen, dass wir 2018 die erste Förderung der Regierung erhalten haben. Dafür möchte ich den hier anwesenden Regierungsvertretern meinen besonderen Dank aussprechen. Обемот на инвестицијата изнесува цирка 180 милиони денари. Исто така би сакал да напоменам дека во 2018 година добивме државна помош од владата. Затоа би сакал да изразам посебна благодарност до владиниот представник кој е присутен тука. Wie bei der Einführung schon erwähnt worden ist, ist Texport seit 25 Jahren extrem auf Feuerwehrbekleidung fokussiert. Durch höchstes Niveau bei Materialqualität, Design und Verarbeitung konnten wir in unserer Branche die Spitze auf dem Weltmarkt erreichen. Wir rüsten Feuerwehrleute von Brasilien über Europa, den Nahen Osten bis nach China aus. Alle Einsatzkräfte schätzen und vertrauen auf Texport und das soll uns ein großer Ansporn sein, noch besser zu werden. Texport веќе 25 години е исклучително фокусиран на облеката за противпожарна заштита. Благодарение на највисокото ниво на квалитет на материјалот, дизајнот и изработката, успеавме да го достигнеме врвот на светскиот пазар во нашата индустрија. Ние опремивме пожарникари од Бразил преку Европа, Блискиот исток до Кина.
Сите корисници на нашата заштитна облека го ценат и веруваат во Техспорт. Ова треба да биде поттик за сите нас да бидеме уште подобри. Umweltschutz ist nicht wegen der aktuellen Pressemitteilung über den Klimawandel für mich ein großes Thema, sondern es ist seit langem ein großes Anliegen. Um unseren Betrieb für eine gesündere Umwelt, um unseren Beitrag für eine gesündere Umwelt zu leisten, habe ich, wie auch im Produktionsbetrieb in Vinica, erhebliche Kosten in eine Photovoltaikanlage investiert. Mit dieser sauberen Energie betreiben wir die Kühlung im Sommer, was heute spürbar ist, und die Heizung im Winter. Заштитата на животната средина за мене не е само теба поради неодамнешните соопштенија во печатот за климатските промени, туку одамна е голема загриженост. За да дадеме наш придонес за поздрава животна средина, инвестирав значителни трошоци во фотоволтаичен систем, како и во производствениот погон во Виница. Со оваа чиста енергија работи ладењето во текот на летото и греењето во зима. Der Gemeinde Linden mit ihrem agilen Bürgermeister, Herrn Stojowski-Sicker, ohne den die Ansiedlung hier nicht möglich gewesen wäre, möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen. На општината Илинден со нејзиниот агилен градоначалник господин Жика Стојановски, без кого населувањето овде не ќе беше можно, сакам да изразам посебна благодарност. Als kleines Dankeschön an die Gemeinde möchte ich anschließend der Feuerwehr von Linden eine neue Schutzbekleidung aus dem Hause übergeben, mit dem Wunsch, dass sie den Feuerwehrmännern immer gute und unfallfreie Dienste erweisen wird. Како мала благодарност до општината, би сакал на пожарната од Илинден да предадам нова заштитна облека од производството на Техспорт со желба пожарникарите секогаш да извршуваат добри услуги без несреќи.